на овие први пратенички прашања од новиот парламентарен состав. Првото прашање се однесува на генерално-финансиската состојба во Македонија. Пред неколку денови во Собранието се усвои буџетот за 2021 година, со кој што буџет предвидената дупка е некаде околу 600 милиони евра, под услов да остане таа проекција, во што јас се сомневам и мислам дека за жал ќе е повисока. Ако ја додадеме дупката од 1 милиарда евра во тековната 2020 година, вкупно за 2020 и 2021 година имаме дупка од 1 милиарда и 600 милиони евра, што е најголемата кумулативна дупка во два буџети во историјата на независна Македонија. Имајќи предвид дека образложението беше дека парите ќе се трошат заради корона кризата, пред се во делот на здравствениот дел, за јавноста, буџетот за здравство во 2020 година е зголемен само 59 милиони евра и толку е планирано за 2021 година, односно на исто ниво останува во 2021 година, што значи дека кумулативно за две години, 2020 и 2021 година, вкупно за здравство дополнително ќе се потрошат 118 милиони евра, а вкупната дупка во буџетот ќе биде 1 милиарда и 600 милиони евра. Во услови кога нема посериозни капитални инвестиции, скоро и да не гледаме изградба на автопати во Македонија, изградба на железничка пруга или други посериозни инфраструктурни зафати, а гледаме, например, зголемување на ставката стоки и услуги, која што споредено со 2019 година е зголемена за 83 милиони евра и на ниво оваа година од 347 милиони евра. Прашањето кое што граѓаните секојдневно ми го поставуваат во услови кога се борат со корона кризата, им посакувам добро здравје, во услови кога не може да се најдат доволно болнички кревети, во услови кога луѓе земаат кредити, продаваат станови и се задолжуваат да се лечат во приватни болници затоа што скоро и да нема услови во државните болници, во услови кога се губат човечки животи заради тоа што недоволно се трошат пари во здравството, а гледаме дека не се трошат пари нити во инфраструктура, прашањето кое што ми го поставуваат луѓето е каде се парите. Односно, прашањето е каде отидоа 1 милиарда и 600 милиони евра во 2020 и 2021 година, а очигледно гледаме дека недоволно отишле во здравство, не ги гледаме во инфраструктура и не ги гледаме во капитални инвестиции. Значи, првото прашање е прашањето на граѓаните каде се парите. Второто прашање се однесува на состојбата во која што е Македонија по однос на европските интеграции. Би сакал да го прашам председателот на владата, имајќи предвид дека тој го подпиша договорот со Бугарија за добрососедство во 2017 година. Во тој договор, членот 8 став 2 се однесува на формирање на така наречена историска комисија. Пред неколку дена Brussels Times излезе со анализа, текст кој што вели дека токму членот 8 став 2 му дава ас во ракав на Бојко Борисов да ја блокира Македонија во однос на европските интеграции. Имајќи предвид дека подолго време говорев дека треба човек да е политички аматер на Балкан да се согласи за иднината на народите и државите да решаваат комисии за историја во услови кога секој има своја интерпретација на историјата, не две држави, два града не можете да најдете кои што имаат иста интерпретација за одредени настани. Моето прашање е дали во овој момент, 3,5 години подоцна, сметате дека е грешка тоа што се согласивте во 2017 година да се формира историска комисија од која што ќе зависи иднината на Македонија, затоа што Македонија е представена пред невозможна мисија, а тоа е или мнозинскиот македонски народ да се одроди, односно да стане нешто што не е, или да не напредува во однос на европските интеграции, што е заедничка цел на сите кои што живеат во Македонија, вклучувајќи секако на македонскиот народ како мнозински народ во оваа држава. И третото прашање кое што би сакал да го поставам се однесува на рудникот Иловица. Од старт да кажам, мислам дека таму не треба да има рудник.
затоа што треба да се зачува целиот тој регион и јавно сум го кажувал тоа и прецизно сум го кажувал и во текот на изборната кампања и после тоа. Во 2019 година Комисијата за заштита на конкуренцијата на 15 април носи решение со кое што известува за концентрација и кажува дека друштвото Галена Resources Equity Limited од Кајманските острови ќе се стекне со контрола над Euromax Resources, која што е носител на концесијата за Иловица. Галена Resources Equity Limited е регистрирана со сеиште на Maple Corporate Services Limited на Гранд Кајман на Кајмански острови. Тоа за пошироката јавност е оваа зграда. На оваа зграда, според информациите на престижниот британски весник Daily Mail, се регистрирани уште 20.000 компании. А зградата, како што гледате, е прилично мала. Председателот на Соединетите американски држави Барак Обама во една прилика за оваа зграда вели или е најголемата куќа на светот, што секако дека не е, или се работи за најголемата шема на даночна евазија, односно на прикривање на данок. Имајќи предвид дека Галена во овој момент поседува 53,1% од Euromax Resources, а како нивни представник во бордот на директори се јавува никој друг туку Иван Вутов, син на Цоло Вутов, еден од најбогатите луѓе во Бугарија кој што се занимава со рударство и кој што нема баш вака добар имидж во однос на неговите аквизиции и во Бугарија и во останати држави во кои што работел. Моето прашање е дали, односно да бидам попрецизен, затоа што не сме видели ништо во јавноста, зошто надлежните институции кои што се по надлежност на владата, тука пред се мислам на Управата за јавни приходи, Финансиската полиција и Дирекцијата за финансиско или Агенцијата за финансиско разузнавање, од 15 април 2019 година до денес, крајот на годината, не го испитале потеклото на капитал на Галена Resources, имајќи предвид дека доаѓа од даночен рај, од Кајмански острови, за кој што поранешниот председател на Соединетите американски држави Барак Обама вели дека се работи или за најголемата куќа во светот, што секако дека не е, или за најголемата шема за перење на пари. Ова не е прв пат да зборуваме за атрактивни дестинации и даночни раеви откако е ова влада на власт. Видовме дека сличен случај имавме со Панама и со Миодраг Дака Давидович, и што детален урбанистички план помина само еден ден после формирањето на новата влада на 31 август. Така што прашањето е, уште еднаш да го повторам, дали институциите кои што се по надлежност на владата, Управата за јавни приходи, Финансиската полиција и Агенцијата за финансиско разузнавање од април минатата година до крајот на оваа година извршиле истрага за потеклото на капитал на Галена, која што е регистрирана на Кајманските острови, и затоа што јавноста до денес не е запозната со таква работа. Ако не извршиле, зошто не го направиле тоа? Благодарам.